Го прочитаме од Римјаните 3 стих 12 глава. Зашто заради благодата што ми е мене дадена, на секого од вас му кажувам да нема за себе повисоко мислење отколку што треба да има. Туку нека има за себе поскромно мислење, за да расудува според мерката на верата што Бог на секого му ја одмерил. Да се расудува значи според мерката на верата што Бог на секого му ја одмерил. Значи Бог има конкретен план за тебе и за целото тело Христово, а верата која што ти ја дал е наменета за конкретната твоја позиција која што е за тебе во Христовото тело. Сега, ако Бог сака да бидеш ти рака во Христовото тело, тогаш ќе ти ја даде верата која што ти е потребна за функционалноста во службата како орган рака. Ако си прст на рака, а се обидуваш да бидеш нос, ти не си на своето место во кое што си повикан и колку и да сакаш да си нос, ти немаш доволно вера за да ја исполниш таа служба и таа функција. Значи се обидуваш да користиш нешто за кое што немаш доволно вера. Кога твојата вера соодветствува со местото кое што Бог го има за тебе, тогаш не се бориш постојано. Дури и се чудиш, и луѓето се чудат како покрај сето она што го поминуваш, ни сето она што го поминуваш, ти сепак остануваш во службата од Бога. Значи, секој треба да е свесен кој орган е во Христовото тело. Каков и орган да си во Христовото тело, Бог ти дал вера за да ја исполнуваш таа улога, тој повик, таа служба. И треба да си благодарен за тоа. Може би се омаловажуваш во таа улога и посакуваш да си некој друг орган. Меѓутоа, Бог дал на секого му одмерил, му дал вера и му одмерил кој за што може. И затоа, ако си во повикот да бидеш одреден орган, извршувај го тоа со верата што Бог ти ја дал. Не посакувај туѓо и не се труди да бидеш некој друг орган, зошто? Затоа што на таков начин ќе започнеш со сопствени сили, човечки сили да служиш на Бога, а тоа не е потребно. Бидејќи ако на таков начин служиш, утре ден ќе бараш и плата за тоа, односно ќе очекуваш спасение, ќе очекуваш не знам што, ќе кажуваш, ќе му велиш на Господ, ама јас за тебе Господе тоа и тоа го правам. Бог не го бара тоа од тебе. Бог бара само да пребиваш во него и он е тој кој што врши се и во секого. И ти дал функционалност која што е активна во тебе во било која улога и да си, кој орган да си, со вера си повикан, јас сум сигурен дека си го препознал на еден или друг начин. Дали го дефинираш со конкретен збор или не, или како слика, како орган, дали имаш или не, без разлика на сето тоа, сепак биди она што Господ те повикува да бидеш. Пред се Божјо дете, избран род, Божји слуга, амбасадор на Христос. Амин. Секој еден од нас не е доволен сам на себе, туку секој еден е дел од Христовото тело, чие што глава знаеме дека е Христос. И затоа ние сите сме си органи кои што сме поврзани еден со друг. И треба да има заедништво помеѓу нас во врските, поврзаноста да не биде со љубовта на Христос. Ако си прстот на раката, потребно ти е рака за да бидеш сврзан за целото тело. Не можеш да бидеш сам христијанин. Односно, како што не може да биде функционален прстот без раката, така и ти не можеш да бидеш функционален орган надвор од Христовото тело. Ова е важно затоа што индивидуализмот не е дел од Христовото тело. За жал, некои верници не го разбираат тоа и живеат со некоја своја индивидуална духовност, без да имаат заедништво со браќа и сестри, без да копнеат за црква, за собирање, за љубов и така натаму. Други има кои што го разбираат сето тоа, но сепак тргаат на своја страна влечат. И затоа некогаш во некои цркви има дисбаланси, како црквата да куца, како да не оди правилно. Многу е важно да сме свесни дека семејството по вера, всушност ние, како црква, сме Христовото тело и ние треба да си помагаме едни со други,
И како што гледаме дека живееме во време кога љубовта се лади помеѓу луѓето, ние, како избран народ, сме должни да ја покажуваме Божјата добрина и меѓу себе и кон другите луѓе, да ги разгласуваме Господовите дела. Ние имаме повик, до толку повеќе колку што светот е оладен и суров, до толку повеќе ние да сме во љубов и да бидеме во понизност, да чекориме во праведност и да го рефлектираме Христовиот карактер. Светиот Дух ни помага во сето тоа. Не треба ние да глумиме христијани. Ние сме христијани и Бог е веќе во нас. Ние сме запечатени со Светиот Дух за денот на избавувањето. Ѓаволот се радува кога има ладнина и кога нема единство помеѓу браќата и сестрите. Неговата теза е раздели па владе и тоа за жал се случува во некои услови како што и сега се случува, со различни ограничување и така натаму. Но за љубовта нема граници. И љубовта ќе најде пат, ќе најде начин да се покаже истата, дали виртуелно, дали на друг начин, сепак ќе ја потврдат одредени дела и постапки. Некогаш тоа е молитва за некого, некогаш тоа е повик, некогаш е тоа преку карго да му пратиш на некого нешто, ако не можеш физички да си до него. Има различни начини на кои што Бог може да ви покаже како да ја изразите љубовта негова кон одреден брат или сестра или кон други луѓе кои што не се спасени. Да прочитам сега од 4 до 11 стих од Римјаните 12 глава. Зашто како што во едно тело имаме многу органи, но сите органи не дејствуваат на еднаков начин, така и ние, мнозина сме едно тело во Христос, а секој поединечно сме органи еден на друг. Според дадената благодат имаме различни дарби. Ако е тоа пророчка дарба, тогаш нека биде во сразмерот со верата. Ако е тоа дарба за служење, нека служи. Ако ли е пак тоа дарба за поучување, нека поучува. Ако е пак за утешител, нека утешува. Дарител ли, нека дарува штедро. Кој управува, нека управува со усрдност. Кој прави милосрдие, нека го врши тоа со добра волја. Љубовта нека не биде лицемерна. Стојте настрана од злото, прилепувајте се кон доброто. Со својата братска љубов сакајте се срдечно едни со други, надпреварувајте се во почитувањето еден кон друг. Во усрдноста да не сте колебливи. Бидете со горлив дух, служете му на Господ. Овој стих вели во динамичниот превод: бидете ревностни, а не мрзливи. Служете му на Господ со пламенен дух. Избраните треба да служат на Бога, да не се мрзливи, да се со пламенен дух, да ги практикуваат дарбите кои што се дадени од Светиот Дух, за да се гради Христовото тело, односно црквата.